Сега како што најавивме, ајде малку молка пред стиховите, но нема тука сега многу да молчиме. Ке молчиме кога ќе слушнеме некој убав стих од прекрасната, навистина, ова е нешто за воодушевување со оглед на тоа дека накратко што имав можност да погледнам, тоа се толку изливи на емоции. Нели? Да. Многу емоции собрани во една книга, која ја насловивме Молк пред стиховите. Суза, имаме прекрасна гостинка, која кажавме дека потекнува од Крушево, мажена во Кочани, но сега работи и живее во Шведска. Да. Така, и како е? Па, интересно. Авантура. Авантура. Животот е авантура. Кога ја напишавме оваа книга? Па, оваа книга е напишана, можеби, 2 години. Тука во Македонија или надвор? Во Македонија. Во Македонија, значи. Сега имам нови стихови таму, повеќето се можам да кажам дека дали сега си повеќе инспирирана? Да, поемоционална, да. повеќе инспирирана за пишување? Сега целото внимание ми е насочено кон Македонија, кон недостигањето. Кога сме далеку, да. Така е. Сузе, ќе ве слушам со внимание и ќе се надоврзам на нешто ако е потребно да прашам. Благодарам, премногу ме потсети Ирина кога рече дека целото внимание и на она недостигот од Македонија, ние немаме соодветен збор за она кога имаме потреба од нешто, недостиг не е точниот збор. Турците имаат еден интересен збор, сенсизлик се вика на турски, во превод буквален би значело безтебост. Кога сме без тебе или без кога тебе, си без Македонија. Можам само да предпоставам колку емоции ти навираат, иначе официјално добре дојде, честитки за оваа 4-та, 5-та поред, која е поред стихозбирка, 5-та поред, нека се множат. Да бидеш навистина се подобра во секоја една наредна. Ти не си само емотивна поради тоа што имаш недостиг од Македонија, туку и поради тоа што во меѓувреме стана мајка. Дојде на свет вашата прекрасна Лена, 9-месечно бебенце, кое е сега исто така тука гостинче во Македонија, уште неколку дена потоа се враќате во Шведска. Да. Можам да кажам дека Лена сега во моментов ми е најголемата инспирација. И одма солзите навираат сега во ти Светка, ти тука кнедла ти застана, како и на секоја мајка. Откако дојде Лена на свет, мислам дека животот се промени кон подобро, дека јас сум некоја друга. Претходно што не ја познавав, сега гледам како му било на мојата мајка, како и на сите други мајки. И ми е многу мило што можам да кажам дека ако треба да бирам веќе кој ќе ми биде инспирација, сигурно ќе ми биде Лена. Верувам. И морам да се заблагодарам на мојот сопруг, кој ми е многу голема поддршка за се. Браво. Браво за сопругот кој ја разбира оваа работа. Оваа работа не е воопшто лесна. Можам само да замислам колку мајчинството поттикна во тебе зборови кои не си ни знаела дека ги поседуваш, така? Изваде ли Лена нешто ново во 5-тата стихозбирка од претходната? Лена изваде премногу нови навики, непроспиени ноќи. И тоа со насмевка? Можам да кажам дека првата песна во стихозбирката е за неа, посветена на Лена. И само можам да кажам фала на животот. Да. Животот е вистинско чудо, но човек колку и да доаѓаат некои сиви денови, некои сиви периоди, не треба никогаш да крене раце и да се откаже, за да верува во некое добро и да не се вртиме премногу назад, туку да гледаме напред. Така? Па, иднината е за да гледаме напред. Ако се насочиме кон иднината, ќе бидеме среќни. Да, минатото нема ништо ново што да ни каже. Поминало за минало, ниту нема назад. Да. Твојата иднина е Хелсинбург. Да, Хелсинбург. Шведска, каде живеете веќе колку време? Па, јас живеам веќе 3 години. Така, како се снајде таму? Прекрасно, можам да кажам. До каде си со учење на шведскиот и шведскиот јазик веќе 50% можам да кажам дека го зборувам. Можеби не е перфекционистички, но се снаоѓам. Заедно со англискиот, швеѓаните добро зборуваат и англиски. И многу ми е мило што си пронајдов средина каква што ми одговара. Така. Морам да ги поздравам, знам дека сите во Шведска ме гледаат, имам многу пријатели и се радувам што имам преголема поддршка од сите. Така. Прво од фамилијата, па од пријателите, па потоа од другите. Така, не достига ли повеќе Крушево или Кочани во Хелсинбург? Па јас сум многу малку живее во Кочани, за да кажам дека... Ти си кочанска невеста, Кочанска фактички, сна, така? да. Кочанска сна. Крушево мене ми е срцето, дома, така да Крушево повеќе ми не достига.
можам да кажем дека Кочани сега ми е дома, ама Крушево ми е дома. Базата е. Базата. Да. Знаат ли во Тема. Шведска многу за Крушево, бидејќи за Крушево, за жал, после загубата на нашиот Тоше, дозна целиот свет, дури и луѓето кои немале поим дека таму некаде на Балканот постои едно такво место, посебно автентично, амфитеатрално настроено, највисокиот град во Балканот, Крушево. Јас викам срцето на Македонија. Срцето на Македонија, да, точно. Да, знаат, јас сум изненадена. Има многу македонци, многу луѓе од Балканот и кога и да разговара со нив, тие со посебно место зборуваат за Македонија, за градовите во Македонија. Затоа што јас цело време разговарам со нив за Македонија. Македонија каде и да одиме, секогаш ќе биде дома. Тугината е тугина, ама дома си е дома. Дома си е дома. Така, кажи ми колку време го да работиш оваа стихозбирка, кој го направи овој убав дизајн, многу ми се допаѓа дизајнот на Дизајнот кулицата. си го направив сама. Јас си ги работам книгите сама, со посебна емоција и се вложувам. Можам да кажам дека рецензијата е посебно напишана од една моја другарка од Крушево, Елена Христоска, морам да ја поздравам. Таа ми е како чекор позади мене секогаш, грб во поезијата, во прозата, бидејќи јас пишувам и проза. Така. И со неа прв пат веројатно споделуваш она што го работиш. се што правам, поделувам со неа, па потоа Со сопругот. со сопругот секако. Така. Секоја чест. Крушевската промоција се случи на 23 март, така Да. вели. Како поминавте? Прво беше многу интересно што беше на Светој Тодор, на Тодорица. Се одржа во спомен куќата. Не постојат случајности, Не постојат случајностите, постојат, ама треба случајно да ги сретнеш. Да им приидеме со љубов. И на Тодорица прекрасно беше преубо организирано. Како организатор ми ја водеа 10 дена Крушевска република, морам да ја поздравам и Захарија и директорката на спомен куќата која ми излезе во пресред. Ја промовиравме книгата, потоа промовиравме една моја песна за Тоше, пошто јас имам премногу песни за Тоше. Се надевам дека еден ден ќе ги склопам во една стихозбирка и дека ќе ги посветам на големиот. Те чекаме. Меѓу Песната за Тоше? Не е тука. Не е тука. Тогаш беше прв пат промовирана и баш се погоди за Тодорица. На крајот завршува честит имен ден Тоше. Така. Затоа што Тоше е сликата на Крушево, Тоше е сликата на Македонија, Тоше е слика на Балкан. Да. Камо да можеме сите по нешто секојдневно да применуваме од она на што Тоше не учеше, но некои научија нешто, некои за жал се уште се во истата енергија, но како и да е ни остави еден голем аманет кој што верувам дека луѓето кои ја препознаваат неговата доблест и посебност нема никогаш и да дозволат да Тоше остане во минатото, туку да биде секогаш околу нас таа негова прекрасна енергија. Ирина, ти си инаку оделенски наставник, Да. така нели? Какви се твоите визии и планови за она што сега те очекува во Хелсинбург по завршувањето на породилното боледување кое во Шведска колку време трае? 8 месеци. 8 месеци, значи Да, веќе 240. истекува, така? Јас во Македонија додека живеев, работев како наставник со посебен кеф. Јас го сакам тоа и се надевам дека и во Шведска ќе го работам, бидејќи дипломата ми важи и таму. Бидејќи децата мене ми се најголема радост и најголема љубов. Четвртата книга ми беше за нив, насочена. Сето тоа што сум го предавала на моите ученици, сето тоа што го гледале, што го слушале, јас си го пренесов во една книга, во светот на децата. Таа е исто стихозбирка со песнички кои ги учиме од прво до петто одделение и покрај песничките има и слики за боење. Само да ја развиеме кај децата имагинацијата и креативноста, фантазијата и да ги ослободиме, да ги опуштиме да си бидат дечиња. Инаку имаме 2 стихозбирки за подарување, така? Да, една имаме или 2. две? Имаме 2 за подарување на вас кои сакате да читате поезија, убава поезија на македонски јазик од нашата денешна гостинка, така да режија доколку можеме да вклучиме двајца, ќе го сториме тоа во тек на разговорот, доколку пак не ни се вклучат во текот на разговорот, до крајот на емисијата кој ќе се вклучи има можност да добие по една од овие стихозбирки. Рековме додека се договаравме дека песничката посветена на Лена би ја споделиле и би се обратиле до сите мајки, и до оние кои што треба да станат мајки. Читајќи песната, мене ми навираат солзи, радосници. И кога
ја пренесувам на другарките кои се веќе мајки. Ние заедно може да кажем дека си плачеме. Групно плачење. Групно плачење, да. Да. Читам на моето чедо. Да, на моето Можеш и чедо. Слободанче и ти да ја прочиташ ако сакаш, бидејќи мислам дека сакаш. Сега? Да? Ајде. Јас ти го дадов животот заедно со моето време. Ти ги дадов и навиките заедно со сонот и моите ноќи. Ти ги дадов и солзите заедно со моите грижи. Се што една мајка има за своето чедо, се што една мајка ткае во себе, се што една мајка чува за своето чедо, се ти дадов. Но ти ми даде многу повеќе. Ми даде нов поглед кон животот, ми даде среќа колку небото. Ми нацрта насмевка на образот, ми подари желба за да постојам. Ми даде волја за да успеам, ми даде и ново тело за да бидам горда. Ме научи на нови чувства и на нови нешта за кои некогаш не бев спремна. Ми го даде и на љубавото име мама. Прекрасно. Прекрасно. Има уште, меѓутоа да не одземаме време. Многу емоции во книгата. Да, Браво. многу емоции, да, јас ги листав и мене, да речеме, најмногу ме погоди и ова меѓу останатите. Ти си тазе мајка, веројатно затоа и многу силно ја доживуваш. Јас веќе сум мајка со искуство и со стаж, а и баба. Мене ме погоди најмногу Борбена. Борбена, да. Борбена, тоа е последната книга. Можам да Последната кажам песничка. дека Борбена ја посветувам на една другарка, да кажам, која поминува низ многу тежок период во животот. Браво. И се надевам дека ќе биде инспирација. Мене ми да доаѓаат солзи, бидејќи Па и мене. ситуацијата е таква. Да. Се надевам ќе биде инспирација и дека Да ќе не се бори. предава, да се бори и да не заборави дека е поголема од секој проблем кој Ако се не испречува. следи, јас би ја пред нас. поздравила Јас и би би ја посакала Да, секое сите, добро и нека сите биде заеднички. уште поборбена. Така, имаме гледач сега и на една од нашите телефонски линии, да го поздравиме. Добро утро. Добро. Добро утро, повелете кој ни се јавува. На телефон јас Јас многу лошо ве слушам. Иначе сум бивши комшински од Прштево. Одлично. Не знам да се сеќавате се на Кате мајката. На Кате мајката ни се јавува од Крушево. Да. Многу поздрав за Ирен, да продолжи така, баш ми е мило. Има потребност на сега. Ви благодариме многу. Дали сте за една од збирките на Ирина, дали сте во можност да ја подигнете во наредните 2 недели? Па за жал нема да можам, пошто живеам во Битола. Во Битола живеете. Сепак ми е жал, ако ме носи патот, јас ќе ве исконтактирам, оставете телефон во нашата режија, ќе се потрудам тоа некако да го изменаџираме, да го издоговориме, а ние жените нема работа која не можеме да ја договориме. Добро утро со следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Стварно квалитетен писател и она највише што ме допре песната за мајка. Так. Сите сме ние мајки, емотивни и стварно да продолжи понатаму така да пишу. Так, кој ни Те се на ја... избор. Так. Верувам дека и вие ги оставивте вашите Да, податоци да. во режијата. Ви благодарам премногу за вашето јавување. Бидете со нас. Ете, двете ги подаривме. За првата некако ќе изнајдеме начин како сето тоа да го заокружиме. Рековме дека Ирина пишува покрај поезија, пишува и проза. Што од проза планираш во периодов сега? Минатите книги, можам да кажам, првите 2 до 3 имаат текстови. Исто се опишани секојдневието, љубовта, недостигањето. А сега наредно што спремам, се надевам ќе имам доволно време, е еден роман. Веќе ми е готов, но си треба време. Така, кажи ми нешто друго актуелно сега во периодов, беше премногу тензична состојба, поминувавме низ едни тешки месеци со решавање на личните документи, патните исправи и така натаму. Колку на вас македонците кои живеете надвор од Македонија ви беше ова комплицирано? И дали познаваш такви македонци кои за жал не можат да дојдат заради нерешени? Не познавам, но јас можам да кажам дека бидејќи имам ново презиме, документите сите ми беа обновени, така да нема проблем. За среќа, За во вистинско се беше време, да. во вистинско време со презимето се среди се некако.
Обединета ли е Македонија во Шведска? Комуницирате ли, си помагате, се поддржувате ли? Има доста групи по социјалните мрежи, гледам, каде што македонците навистина се некако се поддршка едни на други. Да, обединета е, можам да кажам. Во нашиот град има премногу македонци. Ние имаме премногу пријатели. Хелсинбург не е голем град? Хелсинбург не е голем град, но е прекрасен град. Се надевам ќе имаш можност да дојдеш да видиш. Посакувам, имам таму и мои пријатели. Ја поздравувам мојата Јуле Шербеджија која живее во Хелсинбург. Има премногу пријатели, премногу помош, бидејќи ако ние не си помагаме едни со други, нема кој. Така е. Можам да кажам дека и швеѓаните се доста, иако важат за ладен народ, се доста ги стопливте. Добри. Колку повеќе македонци надоаѓаат во Шведска, толку ги стоплуваат и срцата и приликите и се останато. Па македонскиот народ можам да кажам дека е многу топол народ. Да, топол. Дека ќе се снајди каде и да оди. Компромисен, дури и претерано компромисен за некој работа. Разликата ја чуваме кога ќе заминеме подалеку колку сме ние топли. Но Сузе, тука мора да завршиме. Така е. Со оглед на тоа дека следат рекламите, многу благодарам за гостувањето и посакувам уште поголеми успеси. Се гледаме повторно и некако така убаво ни беше ова утро со тебе, со твоите емоции кои што ни ги пренесе. Благодарност и од мене и се гледаме со 5-та, 6-та книга. Така, сега реклами. Да, време е за Македонија повторно горда, но време е и за вашите телефонски јавувања на слободна тема. Што ќе сакате да споделите? Тоа е ваше. Да не одземам време со оглед на тоа дека ќе ни е пократко до 9 часот, некаде 5-6 минути. Така да добро утро велам веднаш за гледачот кој го имаме на телефонската линија. Добро утро. Добро утро, повелете да ве слушнеме. Зашто ќе зборувате, тоа си е ваше. За мене личниот развој и општествениот развој е едно исто. Убав личен развој, убаво општество и обратно. За лошава состојба во Македонија, прво ние македонците сме криви, а после останатите. Спасот на Македонија е во стоп на фашизивните намери на душманите и поништување. Ова треба силно да го знаеме, поништување на сите договори насилно направени. Се со цел Македонија да ја нема. А за тоа е потребно менување на менталниот склоп наш, на полго, на патриотски. Тоа е тоа. Не чиниме. Самокритичноста водач кон убото е неаме. Власта е крива. Со полна уста вериме. А ние останатите деме убај сме. Не е така. Ако бевме убај, на најнисково дереđе не ќе се најдевме. И ова делче од етничка Македонија, Вардарско, не е украдено, не земено, ете во 21 век дозволивме да ни го земат. Туѓинци, душмани со нас македонците раководат. А ние кутри никакви. Само амин, амин велиме. Никаквост невидена. Кај македонецот има само обидешување. Никако да скопчеме дека личниот интерес треба да биде и општествен интерес. Арното да си го бараме, твориме, кога е вистинско арно, тогаш е арно. Како за поединецот, така за општеството. Тогаш имаме целина, функционираме. А ние македонците не функционираме, зашто за целина не знаеме. Не знаеме убото да си го негуваме, чуваме, развиваме. Поентата ми е еднаш да изгледаме од личниот интерес и да гледаме на општествениот интерес. Личен интерес здрав,
zdravo opšte. Покрај личниот да гледаме и за останатите, да така може да се сплотиме, убаво размислувате. И убава порака упативте. Благодарам за јавувањето, а одиме понатаму со следниот гледач. Ало? Добро утро. Добро утро, почитувана Слободанке и почитувана Алфа телевизију. Вие сте само за на митинг, да ви кажам. За За водител. Пев јас на митинзи На бина. Со микрофон вака како најава, на тоа вака ќе ми доликувате. Пев јас Би ме бивало. Учествував јас на митинзи во почетокот на 90-тите години, но све црна наопаку. За начинот на говор зборувам, да се пошегуваме малку. Повелете, зашто ќе зборуваме? Јас, Слободанке, би сакал да зборувам за следново. Ајде. Прво се прашувам зашто македонските кандидати и нивните екипи во кампањата најповеќе се задржуваат на уставните измени, што не е најглавниот приоритет за стабилизирање на државата Република Македонија. Мислам дека зашто е тоа така? Зашто енергијата е пренасочуваат кон омраза кон българите за да добијат поени. Мислам дека се работи за подбукло ликување на македонските елити кои сметаат на тоа дека од македонците направија ништо друго туку нација на антибугари. Тоа им е целта нивна и ликуваат на тоа. Извршија културоцид врз иленденскиот идентитет на македонците, кој нема врска со денешниот идентитет. Сака да добијат поени на таа карта. Те се помогнати од српските четнички структури во Македонија. И да речиме, ето, настапуваат со омраза, како што настапи мојот соговорник Борис од Пуштарека со таква омраза, а е платеник на Дража Михајловичевите структури во Македонија кои што се. Треба малце да се внимава што се случува во Македонија. Има структури во Македонија кои сакаат поделба меѓу македонците и албанците на сметка на тоа да Северно Косово го отстапи на Србија, а Западна Македонија на таа карта играат типови како тој. Тој е предмет за психоанализа Борис од Пустарека и така натака. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и јас. Поздрав. Следниот гледач да го вклучиме. Ало. Добро утро. Добро ви Бог дан, Слободанка, дали се слушаме? Се слушаме, во програма сте. Поздрав до вас од далечна туѓина. Поздрав голем и од нас до вас, сите кои што не следите надвор од Македонија. Да сте живи, здрави, Наши македонци кои што ве гледате, ве има секаде. Ви благодарам, абе нема македонци кај да идат, они си го носат своето. Македонец Па така сум и со горд. тоа се промовира Македонија. И на таков јазикот си го начин. носиме и името си го носиме Македонија. Ние сме македонци и нема таа сила која може да не сруши, да не Ако станеме. вашиот матичен лекар не знаел за Македонија, од вас дознал, како што знае сега и докторот на моите кои што се во Германија и се знае за Македонија. Така е, Слободанка. Види, вака ќе кажам, Слободанка, абе не можам да сватам што нашиот македонски народ е толку проклет со овој устав. Устав. Аман бе како Господ не ги една заустави тие таквите луѓе, како не тој нешто додели да бидат еднаш умни. Толку сум, Слободанка, узбуден, од далеку ве слушам и ве пратам, а више сум остарен човек, изнемоќен. А толку ми е тоа тешко, што рече Здравко, го поздравам тоа крѓанец, базе мајка што го роди. Абе, мора да кажат македонци стоп еднаш, стоп за увек. Аман више со тоа предавање, бе. Кај да одиме ние од нашата држава? Слушам, Слободанка, сум се наслушал се и се што. Ке ве молам
Сега слушам без на Канал 5 како една дама се јави таму, слободна тема, имам право да зборувам. Се јави една дама и вика, зошто албанците, вика, на спикерката, вика, зошто, вика, не ги зауставивте албанците, вика, кои игра фудбал у нашите простории, вика. Не, значи, ние сме фудбал за нив. А сега нашите одма ги исклучува било кој што да каже. И само поздрав, поздрав, поздрав. Па што тие нас не поздрават еднаш? И ние сме луѓе, нели живееме заедно една држава. Ама ние ја градиме, тие растурат. Тука тоа значи дека мора да завршиме со вашите телефонски јавувања, но и со нашата емисија. Ви благодарам на сите, ви посакувам да имате убав ден, останете со програмата на Алфа телевизија. Довидување, почитувани.